Ман е во член 35 ставот 1 се менува и гласи. Во членот 43 ставот 1 се менува и гласи. Концесија за експлоатација на песок и чакал, кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела, водотеци, езера и акумулации. Собеден кварц и глина се доделува врз основа на барање од собственикот на земјиштето на кое се наоѓаат. Исклучиво врз основа на програма за мерки за постигнување на целите на животната средина и на оперативен план за заштита и одбрана од поплави, донесен од локален совет, но не во зона од 50 метри зад ножицата на 50 годишните води на реката или друго водно тело, што е одредено од управата за хидрометеоролошки работи. Го предлагаме со цел да се заштити животната средина и биодиверзитетот во непосредна близина на водните тела, водотеци, езера и акумулации, и да се исклучи можноста за злоупотреби на ископувањето на песок и чакал од речните корити крај брежата на другите водни површини. Со овој амандман се воспоставуваат критериуми за издавање концесии за експлоатација исклучиво поради еколошки причини, односно уредување на речни корита и крајбреже како превенција од поплави, ерозија и слично. Основата за доделување концесија се документи кои се веќе предвидени со Законот за води, но ретко се применуваат и најчесто на погрешен начин во интерес на поединечни бизниси. Се разбира се до тоа на штета на животната средина. Како такви документи би ги посочиле програмата за мерки за постигнување на целите на животната средина, оперативен план за заштита и одбрана од поплави, како и стручна оцена за зоната од 50 метри зад ножицата на 50 годишните води на реката или друго водно тело што издава управата за хидрометеоролошки работи. Јас би сакал накратко да укажам и уште на неколку работи согласно овој амандман и зошто е неговата важност толку голема, бидејќи доколку се трудиме да бидеме конструктивни, ќе кажеме сега на еден пример или два, но навистина сведоци сме за злоупотребите секојдневно на сите страни, покрај сите водотоци, покрај сите акумулации, покрај сите речни корита. Во страшни димензии. Јас, ќе ги подсетам, не знам колку од присутните беа на дискусијата за буџетот. Моето прво излагање всушност беше со амандман за санација и ремедијација на депонијата во Карпош, каде што имавме слична брутална злоупотреба од овој вид. Вакви амандмани такво нешто ќе спречат во иднина. Ако не се сеќавате, станува збор каде што некој неовластено вршеше тотално нелегална експлоатација на песок и на чакал, во дупки длабоки од 12 метра до ниво на подземни води, во втора заштитна зона на Бунарско подрачје и малтене на граница од Мајор коритото на реката Вардар. Нешто незамисливо, нешто за кое што тогаш договаравме да имаме комисиски амандман заеднички, на кое што министерот укажа дека ќе најде друго решение, дека ќе се постапи по истото, но до ден денеска такво нешто не се случи. А ризикот по здравјето на скопјани, на карпошани се уште постои. Тие дупки беа пополнувани со секаков вид на смет, имаше снимки, имаше протести, имаше иницијативи, имаше пријави до сите можни инспекторати надлежни по ова прашање, освен МВР кој што поднеси официјална кривична пријава, кај другите институции можев да ви ги донесам, да ви докажам, односно да ви ги презентирам и какви документи добивме поврат од тие неколку што се одважија. Во најголемиот дел од другите беше молк. Токму поради ова што имаме недоследности или пак нецелосно имплементација на законските норми. И сега замислите на толку водна површина што имаме во Македонија, доколку некој во било кое корито се врши. Па на крајот на кришата да земеме и Охридското езеро. Цела македонска јавност беше сведок кога буквално потопија стотици кубици на земја и шут во самото езеро. И ние оставаме простор тоа да помине неказнето. Исклучително важен амандман, бидејќи кога интересот, бизнисот и профитот, особено оние што се дрзнале да ги прекршат толку други закони што регулираат материјата, немојте да мислите дека тој некој ќе застане да размисли за биодиверзитетот или за флората, фауната што е во околина на тој потек, или дека ќе мисли на животната средина. И тоа може да се направи само доколку најдат простор, недоследност или дупка во
во законот. Токму овој амандман, тој ризик, тој момент го надминува. Нема да должам повеќе, но стоам тука на располагање доколку сакате да развиеме и дискусија и подетално за истиот. Благодарам. Благодарам.